Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, заменик министер за финансии. Денеска разгледуваме завршна сметка што е поднесена спротивно на Законот за буџети на Република Македонија. И по мое лично мислење, вие што денеска ќе гласате за оваа завршна сметка, ќе направите голема неправда и големо кршење на законите во Република Македонија и по мое лично мислење, после Законот за амнестија, гласањето за оваа завршна сметка ќе биде втората најцрна точка во работењето на ова собрание. Колеги пратеници, Законот за буџет е јасен. Владата треба да ја достави завршната сметка до собранието на Република Македонија најдоцна до 30 јуни во тековната година. Оваа завршна сметка што денес ја разгледуваме ни е донесена во месец октомври со 3-месечно зароцнување. И затоа вие денеска како народни избраници, кои што народот ги избрал да носат закони, треба да не се доведете во ситуација да кршите закон кој што сами сте го донеле и да гласате за завршна сметка што е донесена спротивно на законот. Меѓутоа, за жал, вие повторно ќе останете лојални на политиките на владата и со стискањето на зеленото копче ќе минувате незаконска завршна сметка. Последиците од тоа веројатно во некој едно време ќе се утврдуваат, но за жал ќе останете запаметени како пратеници кои што не ги почитуваат законите кои што самите ги изгласале во ова собрание. Што се однесува до самата завршна сметка, оваа завршна сметка само покажува колку владата не го почитува собранието на Република Македонија и надвор од тоа што не ги почитува законите. Во 2012 година владата на Република Македонија надвор од било каква процедура, од било каков закон си го зголеми буџетскиот дефицит од 2,5 на 3,5%, а ја заврши годината со дефицит од 3,9%. Оваа влада потроши 92 милиони евра повеќе без било какво одобрение од ова собрание. И вие, како што кажав, тоа ќе го аминувате. Колеги пратеници, може би е лесно да гласате кога се работи за туѓи пари. Меѓутоа, размислете што би направиле да се работи за ваши пари. Некој така едноставно да ви брцне во джебот и да си потроши 92 милиони евра без вие да одобрите, а согласно законот владата тоа не може да го прави. Завршната сметка за 2012 година покажува и тоа како владата лошо планира. Во 2012 година приходите на владата потфрлиле за 186 милиони евра. Оваа влада не успеала да собере 186 милиони евра и при тоа тие пари не сакала да ги скрати во делот на расходите и да заштеди, туку заштедила само 90 милиони евра, а како што кажав, дополнително си одобрила други 90 милиони евра да ги троши. Колеги пратеници, ова е далеко од домакинско работење и ова е далеко од покажување грижа како се трошат парите на граѓаните. Онаму каде што владата најмногу потфрлила, тоа се токму оние области каде што владата и најмногу се фали. Замислете, владата не успеала во 2012 година да реализира 42 милиони евра од капиталните инвестиции. И во оваа година македонската економија забележа пад од 0,4%. Вие денеска, почитувани граѓани, ги слушате премиерот, министерот за финансии и сите други министри како се фалат колку биле големи капиталните субвенции во буџетот. А кога ќе дојде отчетот за тоа колку пари троши оваа влада токму на оваа ставка,
за капитални инвестиции, јасно станува дека тука има најголемо потфрлање. Во 2012 година останале непотрошени од капиталните расходи 42 милиони евра. Може да замислите за колку патишта, за колку водоводи, за колку канализации, за колку енергетски објекти, за колку инфраструктура оваа влада не потрошила овие пари. А замислете, останала најуспешна во трошењето на парите за собствена комоција. Така ставката економска промоција ја реализирала со 99,6%. Ставката музеј на ВМРО ја реализирала, замислете, со ставка со процент од 99,9%. Тука владата не штеди. Кога е прашање реклами, споменици, восочни фигури, тука владата нема проблем да ги реализира, не им недостасуваат проекти. За македонско село, и тоа виртуелно, ставката ја реализирала со 98,7%, додека реалните македонски села се затвараат, граѓаните ги напуштаат и немаат основни услови за екзистенција. Така работи владата на ВМРО ДПМН. Троши кога се работи за собствената комоција и раскош по 99%, а кога се работи за капиталните расходи и кои што се однесуваат на сите граѓани, тука владата не успела да ги реализира. Понатака, кога се однесува за работењето на оваа влада, ќе ви кажам уште еден податок. Претерала со домашното задолжување. Во 2012 година владата побарала и добила одобрение од собранието да се задолжи на домашниот пазар за 3 милиарди и 600 милиона денари или 60 милиони евра. Знаете колку се задолжила? 27 милиарди и 500 милиони евра. Наместо 60 се задолжила за 450 милиони евра на домашниот пазар. За 7 пати повеќе од она што е дозволено. Колеги пратеници, и вие ова ќе го аминувате. Нема око да ви трепне, че го стиснете зеленото копче, а замислете, наместо 60 милиони евра, владата зела кредити од 450 милиони евра. Вие, господине заменик министер за финансии, веројатно ништо нема да кажете. Си го имате владеачкото мнозинство, оно ви е тука, че ви ги аминува сите политики и вие мирно ќе се спиете во Министерството за финансии и ќе продолжите да си ја градите зградата каде што треба да бидете сместени. Меѓутоа, колеги пратеници, бидејќи времето на вистина за зборување за завршна сметка и прекратко, 10 минути, сакам да кажам за уште една област каде што оваа влада најмногу потврдила. Тоа се субвенциите за земјоделците. Од планираните 114,5 милиони евра во 2012 година владата реализирала само 86 милиони евра. Значи не исплатила на земјоделците 28 милиони евра од оние што биле планирани. А ако ги гледате колегите пратеници од ВМРО, владата и сите од власта мачат и цело време објаснуваат колку многу пари давале за земјоделците. Епак, почитувани земјоделци, во 2012 година владата ви скратила 28 милиони евра. И затоа, колеги пратеници, кога зборувате колку пари сте дале на земјоделците, ајде да ги гледаме реалните бројки. Ние не спориме со политиката на субвенционирање, меѓутоа спориме со сумите кои што лажете дека сте ги дале на земјоделците. И во 2012 година сте исплатиле помалку субвенции за 28 милиони евра. И затоа делот со земјоделците се уште ги немаат добиено субвенциите за 2012, а за 2013 година и нема исплатено субвенции. Почитувани пратеници, оваа завршна сметка не требаше ни да расправа собранието, требаше да ја биде вратена на владата.
Бидете, уште еднаш ве повикувам, доследни почитувачи на законите кои што ги носите и гласајте против завршната сметка, да не ни се повторува овој јавашлук на владата во трошењето на парите на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Господин Фазлиев Бек.